Елизабета веќе е на локација. Елизабета, добро утро. Каде си? Убав е тој дрворед што го гледам за тебе. Со кого денеска разговараме? Јас знам, ми пишува во сценаријето да се пак представи го твојот гостин. Добро утро. Во следните 10 минути нашите гледачи ќе имаат можност да го проследат разговорот со господја Васка Барановска Мустафа од канцеларијата на Народниот правобранител, која што под чија се правата на децата. Добро утро и добро дојдовте утренски брифинг. Добро утро. Имаме одличен повод за денешното ваше гостување во емисијата, а тоа е дописот на Народниот правобранител до Министерството за образование и наука, а поттикнат од условите во кои што децата ја следат наставата во време на пандемија. За почеток би сакала да ни кажете најнапред зошто беше поттикнат Народниот правобранител да го напише овој допис до Министерството? И самите кажавте дека една од областите за кои што Народниот правобранител посвети посебно внимание се правата на децата. А во корпусот на тие права е секако големо значењето на правото на образование. Следејќи го процесот на образование во минатата пандемиска година, кога неспремни бевме за начинот на кој што треба да се реализира настава за учениците, оваа година, уште на почетокот на пред почетокот на учебната година, имајќи во предвид дека во континуитет правиме истражување со огледување на состојбите, а паралелно и на бесплатната телефонска линија за деца и млади, нон-стоп се јавува родители прашувајќи како оваа година ќе започне учебната година, дали сме подготвени така натаму. Ние со почетокот на учебната година отворивме предмет по сопствена иницијатива заради следење на начинот на реализација на воспитно-образовниот процес. Во меѓувреме зачестија поплаките, јавувањата од страна на родители, од страна на самите ученици, па дури и наставници во кои што укажуваа на низа слабости и пропусти кои што гледано генерално се само не во најдобар интерес на детето и во тоа што треба да значи образованието, и затоа решивме како оддел, како Народен правобранител за заштита на правата на оваа најранлива категорија граѓани, преку посебен допис укажување да го информираме надлежното министерство за перцепциите, за слабостите и за реакциите на родителите и на учениците и на училиштата генерално во поглед на примената на протоколите за образование, без разлика дали се основно или во средно образование, со цел подобрување на слабостите, односно превземање мерки за надминување на моменталните слабости на почетокот на учебната година, за да не продолжат понатаму на штета на правото на образование на децата. На што најмногу би сакале да се посвети внимание, односно да се промени во начинот на изведување на наставата? Генерално факт е дека образованието започна за разлика од претходната година во многу подобри, да кажам, услови, имајќи во предвид дека имаме оваа година протоколи, имаме план за начинот на организирање на образованието, што минатата година го немавме. Меѓутоа, очигледно дека и овие протоколи во пракса многу тешко може да се реализираат. Едно е вие да ставите на хартија работи кои што очекувате да се применат, а друго е условите во образованието, односно во училиштата, колку тие се подготвени за реализација на начин како што тоа го налагаат протоколите. Зборуваме, како на пример, за час кој што трае од 40 до 45 минути во зависност од тоа дали се работи за основно или средно образование, и обврска согласно протоколите децата постојано да бидат со маски. Тука имате реакција од родители, реакција од ученици дека не може да следат наставата, дека се деконцентрирани затоа што 7 часа во текот на денот ја носат постојано маската, дека дури и тогаш кога излегуваат на одмор ја симнуваат за да малце продишат, што се вели, чист воздух, меѓутоа стравуваат за сопственото здравје, па повторно ги носат, па тука има реакција од наставниците дека тие не можат да ги контролираат децата, за секој од децата, чишто број е околу 30 деца, во една просторија од 4 на 4, 5 на 5 квадрати, што е навистина мал простор, а сите деца се со присуство во училиштата. Тоа е првата, да кажам, група на поплаки. Втората група на поплаки е во делот на тоа дека учениците им одат дома со осипи по лицата, одбиваат да одат, особено помалите деца, во образование, затоа што се деконцентрирани, затоа што имаат проблем со носењето на маски, додека за жал социјалните случаи родителите кои што исто така се присутни секогаш кај нас во институцијата се жалат на тоа дека не може да ги натераат децата да одат во образование затоа што немаат
квалитетни книги, немаат маски кои што треба да ги променат во текот на денот, а реакција од родителите што е оправдана и тоа дека училиштата дополнително ги задолжуваат и со носење на купување на средства за дезинфекција, купување на влажни марамици за децата, дека хигиената во тоалетите, особено што е алармантно, никој не води грижа за тоа, па дури има и училишта каде што самите вработени велат дека немаат никакви средства за одржување на хигиената и ги одржуваат со обична вода. Каква е реакцијата сега на Министерството за образование и наука по овој отворен предмет, односно дописот кој што стигна до нив? Значи, јас споменав само еден дел од поплаките за кои што народниот правобранител посвети внимание во ова насока, иако морам да ги споменеме и децата со попреченост кои што имаат право да бидат инклузирани во ваквите училишта, каде што согласно Законот за основно образование треба да имаат образовен и личен асистент, ако што за жал иако почне учебната година тоа го нема, или пак децата кои што следат онлайн настава, за кои што треба да им биде организирано настава преку следење, нели така беше соопштено дека наставникот ќе води час, а децата од дома онлайн ќе го следат тоа, меѓутоа за жал и тоа не се реализира во потполност и секаде. За сега реакции немаме, имајќи во предвид, мислам официјален повратен допис од страна на Министерството за образование и наука, бидејќи не изминат рокот кој што го дадовме за одговор, меѓутоа од јавноста слушаме дека Министерката за образование и наука како да не ги сваќа сериозно забелешките и од страна на народниот правобранител, меѓу другото и она укажување дека максимално треба да се искористи и доброто време за работа со децата. Не е работата на отворено, не е нешто што треба сега го измислиме, го имаше и предходно, се е во зависност од добрата волја на директорите и нормално не би требало тоа да биде задолжение дадено од Министерството, туку да им се остави простор заедно со родителите, заедно со децата да го изнајдат барем во моментот најдобриот начин на организирање на настава, наместо да се држат врати отворени и прозори отворени по 7-8 часа. И секако она за кој што најмногу се залагаме во моменталната состојба, тоа е да се размисли и за можноста за скратување на часовите на сметка на повеќе одмор за децата помеѓу часовите. Колку Министерството не излезе во пресрет на овие барања, имате ли размислувано како ќе постапите понатам? Искрено се надеваме дека Министерството многу сериозно ќе го разгледа ово укажување, имајќи во предвид дека се тоа пред се реакции од страна на тие кои што се најмногу повикани, најмногу го чувствуваат последиците од протоколите, кои што се нови, кои што ги применуваме и дека сериозно ќе седне во рамките на она што е негова надлежност, во рамките на она што представува надлежност на локалните самоуправи, на Комисијата за заразни болести, заеднички да изнајдат решение за да може секој дете да има непречено, ефикасно, квалитетно и безбедно образование во училиштата. Имате ли барем никаков увид во тоа? Велите дека многу е активна телефонската линија на која што се јавуваат родители. Состојбата во Скопје ја знаеме и од наши блиски и од лични искуства. Каква е состојбата во градовите? Ова нека биде последно прашање во однос на следење на настава во време на пандемија. Искрено, токму ви благодарам за ова прашање од причина што еве овде јавно ќе упатам апел до Министерството преку надлежните органи да си направат увид во училиштата надвор од Скопје, да видат каде се почитуваат протоколите, колку се почитуваат и дали воопшто се почитуваат. Меѓу другото, да направат увид во смисла на тоа колку локалните самоуправи навистина имаат капацитети и колку имаат можности да организираат настава за децата како што предвидуваат протоколите, затоа што сознанието што ги добиваме од надвор на телефонската линија, јавувајќи се генерално на телефонските линии кај народниот правобранител и во Скопје и во подрачните канцеларии низ градовите, е тоа дека скоро и да нема настава согласно протоколи како што тоа се планира и како се реализира во големите градови. Господи Васка, јас ќе ви благодарам за вашето вклучување во утренски брифинг. Ова е убава и широка тема, меѓутоа нас времето толку ни дозволува. Се надевам дека барем дел од овие ваши предлози ќе бидат прифатени за доброто на децата. Се надевам искрено и јас ви благодарам. Во ова вклучување од улица Македонија, од пред канцеларијата на Народниот правобранител, ние се одјавуваме од тука, следуваат останатите содржини во утренски брифинг.